Добра вечер. Термин за дневникот на КТВ 29 декември 2025 година. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев најавува прочистување на општинската администрација. Во изјава за КТВ појаснува дека биле спроведени 2 годишни анализи за искористеноста на човечките капацитети, почитувањето на општиот колективен договор и важечките законски прописи, како и за индивидуалниот придонес на секој вработен. По спроведени 2 сеопфатни годишни анализи на работата на општинската администрација, градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев најави процес на длабинска реорганизација кој ќе опфати до 30% од административниот кадар. Анализите били изработени врз основа на искористеноста на човечките капацитети, почитувањето на општиот колективен договор и важечките законски прописи, како и според индивидуалниот придонес на секој вработен, од раководните позиции до најниските структури по сектори. Посебен акцент бил ставен на квалитетот и квантитетот на извршување на работните задачи и реалната ангажираност во секојдневното работење. Според најавите, дел од вработените ќе бидат прераспределени во други институции кои функционираат под надлежност на општината, со цел поефикасна распределба на ресурсите и подобро искористување на кадровските потенцијали. Целта е граѓаните да добијат поефикасни, побрзи и поквалитетни услуги, без политички, партиски или било какви други определби, изјави за КТВ Јанчев, нагласувајќи дека процесот ќе се спроведува исклучиво врз основа на професионални критериуми. Најавените мерки, како што посочува, се дел од поширока стратегија за модернизација на локалната самоуправа и подигнување на стандардите во јавниот сектор. Дедо Мраз донесе празнична радост за најмладите и за корисниците на дневниот центар за лица со попреченост. Во духот на новогодишните празници, Дедо Мраз денеска ги посети дечињата кои се хоспитализирани на детското оделение во општата болница со проширена дејност Кавадарци. Најмладите пациенти беа изненадени со новогодишни пакетчиња, а им беа упатени искрени желби за брзо оздравување и што поскоро враќање во своите домови. Насмевките и радоста на децата ја исполнија болничката атмосфера, подсетувајќи дека токму тие искрени моменти се најголемата празнична вредност. Пораката беше јасна, децата да бидат секогаш среќни, здрави и насмејани. Во рамки на денешните празнични активности, Дедо Мраз ги посети и корисниците на дневниот центар за лица со телесна или ментална попреченост. Со топол поздрав, насмевка и многу љубов им беа поделени новогодишни пакетчиња кои донесоа искрена радост и незаборавни моменти. Празниците уште еднаш покажаа дека се најубави кога се споделуваат со срце, таму каде што вниманието, почитта и човечката топлина значат најмногу. Заедно празнуваме, заедно се радуваме. Потрошувачката кошничка е најниска во Европа. Ние се наоѓаме на средина и сме далеку поконкурентни од Бугарија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Албанија и сме рамо до рамо со Грција, изјави денеска премиерот Христијан Мицковски одговарајќи на новинарски прашања. Нас како влада ни одговара зголемување на минималната плата, бидејќи ќе имаме поголеми приходи во рамките на буџетот. Ние сме работодавач на 100.000 вработени, а државата има 705.000 вработени. Значи тие 600.000 ќе дојдат кај нас. Ако гледаме себично, тогаш можеме да кажеме од утре да се зголеми, но ние велиме, ние сме влада која што во рамките на социјалниот диалог посредува помеѓу работодавачите и работниците. Така што секој договор што тие ќе го постигнат, стоиме на ставот дека ние како влада ќе го поддржиме. Така што тука не би имал многу што да додам. Во делот на статистиката, Евростат е немилосрден и таа единствена релевантна институција во Европа која што вели дека потрошувачката кошница во Македонија, во Европа е најниска. И ако ја споредиме со потрошувачките кошници во регионот, е далеку пониска, да речеме со Албанија, со Бугарија, со Грција, со Србија и така натаму. Или ако некој европски просек е 100, потрошувачката кошница во Македонија на ниво на под 75, отприлика 74% поени од таа потрошувачка кошница. Исто така Евростат има објавено за првата половина на годината куповната моќ на минималната плата колкава е,
анализирани се 27 земји во Европа кои што имаат имплементирано минимална плата. Ние се наоѓаме на средината и сме далеку поконкурентни, да речеме, од Бугарија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Албанија и така натаму, сме рамо до рамо со Грција, да речеме. И единствена земја која што споредено прва половина 25-та со прва половина 24-та куповна моќ на минимална плата има зголемување. Кај сите има или стагнација или намалување. Повторно ќе кажам, ќе се појават коментатори на социјални мрежи кои што ќе го исмејуваат тоа што го кажувам, но тоа се факти кои што ги објавува Евростат. И сега ние имаме избор, дали да веруваме на како се вика, Тевдоски, Поповски и Јовановиќ, министри во владата на СДСМ за финансии кои што ја прават минималната потрошувачка кошничка или на Евростат. Граѓаните треба да изберат. Дали на овие или на овие ќе верувам. Јас само ги цитирам Евростат и јас верувам на Евростат. Непостоечки хигиеничари, лажни дневници, каде завршуваат парите од тендерот во пошта вреден 1,2 милиони денари, праша на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Граѓаните се вклучија во борбата против корупцијата и криминалот. До антикорупцијскиот тим секојдневно пристигнуваат пријави. АКТ веќе го објави скандалот за тендерот од 1,2 милиони евра кој го добива фирмата БС Cleaning Doyle блиска до Знам од пошта кој беше пријавен преку платформата Мицко.мк. Денеска ќе прочитаме наводи од писмо на вработен во Пошта АД, исто така доставено до нас, со основано сомнение за тоа како преку овој тендер се пумпаат пари од граѓаните. Одиме поред. Цитирам. Пријавувам организирана кражба на 25.000 евра месечно или 300.000 евра годишно преку договор со фирмата БС Cleaning Doyle, наведува свиркачот вработен во пошта во писмото. Според тендерот за хигиена на сите 14 поштенски подружници задолжително треба да има по 2 хигиеничари, а во пошта 2 задолжително по 10 хигиеничари. А каква е реалната состојба? Само во 4 до 5 подружници има по 2 вработени и работат само неколку часа дневно. Во другите 10 подружници има само по 1. Во пошта 2 само 6 до 7. Значи, постојано недостасуваат околу 14 хигиеничари. Според тендерот треба да има во сите 14 подружници по 2 хигиеничари. Исто така, преку константен недостаток на 14 хигиеничари, како и скратеното работно време на останатите кои реално работат, доаѓаме до пресметка за тоа колку пари месечно е загубата. Ако се земе предвид дека за сите хигиеничари и тие што не работат и тие што работат само неколку часа во денот се плаќаат целосни износи, согласно спецификацијата и договорот склучен со Пошта АД. Месечен трошок за еден хигиеничар е над 40.000 денари. Недостасуваат 14 хигиеничари, значи тоа се над 560.000 денари месечно. Постоечките 25-26 хигиеничари работат само 50% од времето. Тоа се нови 550.000 денари. Заедно со другите давачки, уште 200.000 денари, доаѓаме речиси до 25.000 евра месечно. Тоа се 300.000 евра годишно. Ете ја шемата, ете ја корупцијата. Како се прикрива ова? Според писмото на вработениот во пошта, со потпишување на лажни дневници за целосно отсутните хигиеничари и со лажни извештаи за реализирани генерални чистења, кои воопшто не се реализираат, а вработените работат во прљавштина и субстандардни услови. Почитувани, сите овие наводи ги објавуваме, заедно со целата содржина на писмото. И бараме јавното обвинителство да отвори истрага и да истражи по допрен глас. Во чии джебови завршуваат испумпаните пари? Кој ќе одговара? Антикорупцијскиот тим продолжува со откривање на сите криминални тендери. Институциите мора да постапуваат.
Работата не е завршена. Левица со предлог закон да нема отказ при бременост. Законот за работни односи ја уредува положбата на работничката за време на бременоста и отсуство од работа поради бременост, при што истиот претпоставува еднаква положба и уживање на еднакви права за сите работнички, без разлика на видот на работниот однос. Дополнително, Законот за спречување и заштита од дискриминација забранува каква било дискриминација врз основа на бременост во процесот на вработување и за време на работниот однос. Но, во пракса се случува нешто различно. Пред околу 1 месец, поради непродолжување на договорот за вработување, бремена жена го загуби своето бебе поради стрес, затоа што не е бил продолжен договорот за вработување на неопределено време и остана без работа. Ова не е изолиран случај и укажува на потребата од измени во Законот за работни односи, особено во делот што го регулира статусот на бремените работнички со договор на определено време. Поради тоа, Левица во собранието доставува законски измени во Законот за работни односи. Во член 46 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: работниот однос, заснован со договор за вработување на определено време, се трансформира во работен однос на неопределено време поради бременост, по доставувањето на соодветна потврда од овластен лекар или надлежен орган. Подсетуваме, претходно Левица поднесе измени во Законот за работни односи кои предвидуваат целосно уќинување на договорите за вработување на определено време, кои за жал не наидоа на поддршка од владеачкото мнозинство. По толку големи реформи во СДС, Венко отиде на заслужен одмор дома во Дубај. Пресконференција на владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Филипче по големите реформи што ги направи во СДС, отиде да одмори за празниците токму во Дубај, кај Заев или пак во неговиот стан за кој јавноста не доби одговор, дали е негов или не. Големиот предводник на опозицијата толку се умори од лагите и манипулациите што ги искажа во јавноста, да мора да одмори не било каде, туку дома, во Дубај. Сепак доктор Филипче се уште молчи и не дава одговор за потеклото на златната виза, за која веќе сите ги знаат условите како може да се добие. Минимум инвестиција или недвижност од $500,000 или пак бизнис во Дубај. Дополнително, доктор Филипче не ги покажа ниту документите за кои тој рече дека е добил златната виза, поради работен ангажман во болница во Дубај. Доколку ги има, не би му било проблем да ги покаже. Впрочем, може и сега да ги побара во Дубај, може би и таму му останале. Јавноста заслужува одговори за потеклото на златната виза на Филипче, со оглед на тоа дека тој не бил, како што СДС кажа, градежник, туку доктор. А со докторска или пак пратеничка плата Филипче не би стигнал за 20 години кариера до таа сума на пари, односно минимум $500,000. Затоа Венко треба да одговори како дошол до недвижност или инвестиции во Дубај. Дали тендерите и анексите кои ги говоревме на пресконференции за предмети кои јавниот обвинител Коцевски му ги чуваше во фиоки, му овозможиле на Филипче токму ваков луксус. Впрочем, сите теми кои СДС ги пласира во јавноста, кои секако се лажни, се вистинскиот дефокус од криминалот на поранешни функционери на СДС. Затоа го повикуваме јавното обвинителство да постапи и да истражи како Филипче стигнал до златна виза за Дубај, а како Зоран Заев до градба на 42-катница во Дубај. Една информација од спортот, предновогодишна дружба на поранешни членови на фудбалскиот клуб Бор од Кавадарци. На покана на еден од основачите, доктор Милан Камчев, денеска присуствувавме на предновогодишниот собир на фудбалскиот клуб Бор, клуб кој престана да постои пред точно 41 година. Овој клуб, кој додека постоеше, беше составен од фудбалери кои потоа играа за фудбалскиот клуб Тиквеш и велат благодарение на нив, ФК Тиквеш влезе во втората југословенска лига, а Бор остана да се направува во македонската фудбалска лига.
Ветераните и дел од понешните основачи на ФК Бор изразија спремност да формираат здружение кое би се залагало за активирање на пионерската и младинската школа со цел да се продуцираат кадри за кавдаречките фудбалери. Со ветераните на фудбалскиот клуб Бор го затекнавме и легендарниот Јордан Милков Граше, кој играл 17 надпревари за ФК Бор. Времето утре предпладне ќе биде сончево со мала до умерена облачност, попладне и кон крајот на денот, облачноста ќе се зголеми и ќе има услови за слаб локален снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температурата од -2 до 8 степени. Тоа беа содржините во дневникот, ви посакувам пријатна вечер.